Почитувани гледачи, продолжуваме со представувањето на кандидатите за градоначалници како и носители на советнички листи, доколку во општината немаме кандидат за градоначалник. Вечерва во студиото со мене е актуелниот градоначалник на општина Василево и повторно кандидат за градоначалник од општина Василево од редовите на СДСМ Маријан Јаневски. Да. Градоначалниче, добри ли сте? Добри сме. Добри сте. Ја тераме кампањата. Да. Активно во движење секој ден. Се со цел да го покажеме најдоброто што го нудиме. Така. Граѓаните веќе имаат можност да ве запознаат и кои сте и што сте, но еве за сите оние кои што повторно ќе треба да гласаат за вас во овој изборен циклус. Накратко, кој е Маријан Јаневски? Најпрво благодарам за поканата. Инаку, Маријан Јанев е оженет човек, татко на едно дете, кој живее во Градашорци, постојано присутен во својата средина, кој се труди да ја направи подобро место за живење за сите нејзини граѓани. Актуелен градоначалник и кандидат за уште еден мандат. Пред тоа бев и се уште сум, бидејќи тоа е мојата професија, ветеринарен лекар, по која професија ме познаваат моите сограѓани и жителите од поширокиот струмишки регион. Инаку, пред се амбициозен, со јасно дефинирани цели и приоритети кои умее и знае да ги реализира. Така, уште на стартот спомнавте, актуелен градоначалник на општина Василево. Што е она кое што ве поттикна повторно да се кандидирате и да го трчате овој круг на избори? Инаку, јас сум овде од општината, живеам во општина Василево, како и секој жител на општина Василево, и секогаш го сакам најдоброто за моите граѓани и мојата општина. Инаку, жителите од сите населени места ги сметам за мои најблиски и заедно со нив и нивната поддршка сакам да го овозможам најдоброто во секој населено место, бидејќи имаме капацитет, способност и одговорност. Најголем мотив е искуството од 4-годишниот мандат. Големиот број на реализирани капитални и инфраструктурни проекти кои се во тек на реализација. Во мојот карактер е работите да ги завршувам до крај, никогаш да не се откажувам, бидејќи целта е јасна. Општина Василево да биде поубаво место за живење, односно да ја направиме урбанизирана и модерна општина со отварање на нови индустријски капацитети, а со сето тоа ќе овозможи и отварање на нови работни места за нашите сограѓани, пред се граѓаните кои живеат во општина Василево. Така, спомнувате реализирани проекти, но има ли нешто од кое што вие како градоначалник не сте задоволен и она кое што ве натера буквално да бидете втор мандат градоначалник на Василево и да се реализира она кое што не сте успеале во изминативе 4 години да ги реализирате? Така е. Секогаш еден мандат за еден градоначалник не е доволен. Позади нас стојат голем број на проекти и капитални и инфраструктурни, локални патишта, водоводни системи, детски градинки, но периодот е мало 4 години. Во овој случај, во овој мандат имавме и пандемија, која трае скоро веќе 2 години и секогаш целта наша е секогаш да одиме кон подобро. Има проекти кои што успеавме да ги реализираме во склоп на финансиските можности, меѓутоа одредени проекти кои ни беа замисла, секогаш бараат повеќе средства, што се надевам и сум сигурен дека во наредниот мандат, доколку граѓаните ми ја дадат поддршката, истите би ги реализирале. Така, вие сте градоначалник сепак на рурална општина. Голем е бројот на населените места кои што се под ваша ингеренција. Што е она кое што во вашата програма овој пат го нудите за подобрување на животот на жителите? Така. Во изминатите 4 години бевме исправени пред многу предизвици и пречки за модернизирање на општината. Како градоначалник секогаш работевме и ќе работиме во соработка со граѓаните плански, домакински и одговорно, секако во според приоритетите во населените места и секако во склоп со финансиските можности на општината. Во изминатите 4 години обративме внимание во сите сфери кои се под надлежност на општината, особено во делот на локалната патна инфраструктура, каде изградивме повеќе од 15 километри локални улици и патишта во вредност од 120 милиони денари. Дел од средствата беа обезбедени од владата и другите државни институции и агенции,
а дел ги обезбедивме од буџетот на општина Василево. Со исправена глава можам да кажам дека реализиравме 3 локални патишта, Нова Мала Ченаклија во должина од 2 км, Ново Владевци Сушево исто така во должина од 2 км и асфалтиравме дел од локалниот пат Брана Турија во должина од 1 км. Во моментов се реализира, односно се врши реконструкција на локалниот пат Ново Владевци Старо Владевци во должина од 2 км исто така, со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски, Владата и Светска банка во висина од околу 20 милиони денари. Активно се работи и на реконструкција на улица во Василево од училиштето Гоце Делчев до гробишта во должина од 720 метри. Активно работиме и на реконструкција на Домот на култура со средства обезбедени преку Бирото за регионален развој во висина од 13,6 милиони денари. Вчера исто така со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска извршивме увид во градбата на детската градинка во Ангелци, која ќе има капацитет од 55 дечиња и истата би требало да биде готова до крајот на оваа календарска година. Во најбрзо време, наредните денови, ќе отпочнеме и со комплетна реконструкција на училишната зграда Гоце Делчев Василево, средства обезбедено од Министерството за образование и наука во висина од 28 милиони денари. Ќе отпочнеме со реализација на 2 улици, со средства обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, канал Мала во Василево и улица во Градашорци од Дом на култура кон индустријска зона. Потпишан е и договор со ТАФ и Владата за изградба на нов водоводен систем во Дукатино и Требичино во висина од 26 милиони денари и на еден начин конечно после неколку децении ќе ја овозможиме на граѓаните од овие населени места да имаат чиста и здрава вода за пиење. Кога станува збор за чиста и здрава вода за пиење, можам слободно да кажам дека во програмата е предвидено и ќе ми биде приоритет реконструкција на филтер станицата Ташлибаир, од која со вода се снабдуваат населените места Ангелци, Градашорци, Седларци и Дрениково и изградба на нова филтер станица во Добрашинци, од која се снабдуваат со вода Добрашинци, Нова Мала и Ченаклија. Истиот проект е веќе аплициран во Министерството за транспорт и врски и во фаза на одобрување. И се надевам, а пред се сум сигурен дека средствата ќе бидат одобрени и конечно и на жителите од овие населени места ќе им обезбедиме здрава и чиста вода за пиење. Секако кога зборуваме за модернизирање на општината, треба да спомнам дека во тек и при крај се подготовка на детални урбанистички планови за населените места Градашорци, Ангелци и Владевци и за населените места Василево и Пиперово. Пред се, еден од приоритетите, освен изградбата на локални улици и патишта, што исто така е приоритет во програмата, а самите улици приоритет дадоа, за самите улици приоритет дадоа самите граѓани на средби одржани во секој населено место. Меѓу другите приоритети, веќе во 21 век е и изградба на фекална атмосферска канализација за населените места Градашорци, Василево, Владевци и доградба на канализационата мрежа во Ангелци и Пиперово. Морам да спомнам дека во програмата е предвидено и изградба на излетничко место на Брана Турија и изградба на 3 патека на Брана Турија. Кога зборуваме во делот на младите, морам да спомнам дека имаме предвидено и субвенционирање на електронски уреди за учениците од основно и средно образование, кои се жители на општина Василево, стипендии за учениците кои потекнуваат од еднородителски семејства и социјално загрозени семејства. За пензионерите имаме предвидено отварање на пензионерски клубови во секој населено место и отварање на дневен престој за стари изнемоштени лица пред се во големите населени места и да ја опфатиме цела територија на општина Василево во Градашорци, Василево, Добрашинци, Владевци и Радичево. Пред се сакам да кажам дека работевме и ќе работиме во сите сфери кои се во надлежност на општината, се со цел општина Василево да ја направиме една модерна општина блиску со урбаните општини во нашата држава. Така, градоначалниче, верувам дека имате плејада на проекти кои што можете да им ги понудите. Се надеваме дека
ќе влезете втор круг и дека ќе обезбедите финансиски средства и дека проектите нема да останат на хартија. Кажете ми за последно, еве да им се обратите на сите жители од општина Василево, што им би порачале конкретно за вас и она кое што го може да го очекуваат од вас. Граѓаните на општина Василево има период и време да ме запознаат изминативе 4 години, да проценат, да ја направат разликата помеѓу претходната локална власт и сегашната локална власт, да ја препознаат добрината која секојдневно ја правиме, сме отворени према сите граѓани, секојдневно сме во контакт со граѓаните, имаме, повторно кажем, голем број на капитални инфраструктурни проекти реализирано, што ја докажуваат способноста и капацитетот на сегашната локална самоуправа и би им препорачал да го изберат најдоброто за својата општина, односно да ја дадат поддршката за Маријан Јанев и советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата со заокружување на бројот 12. Ви благодарам што бевте дел од овој циклус на представувања. Ви посакувам успех. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што до крај го останавте со нас и го следевме кандидатот за градоначалник од општина Василево од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. До гледање.